Понеделник, 31 мај и време е за нов спортски преглед поддржан од спортските облажувалници на КН телевизија. Денешниот спортски преглед ќе ни биде поделен во два дела. На стартот имаме гостин, тој ќе биде подпредседателот на женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово, Драголюб Јовановски, а потоа ќе одиме и малку за фудбалската репрезентација на Македонија. Меѓутоа, на почетокот, Јовановски, ти благодарам што прифати да бидеш гостин во спортски преглед на КН телевизија. Сезоната заврши предвремено во женската лига, прекината нели поради оние задолжителни тестирања ПЦР тест пред секој надпревара, екипите немаат средства нормално да го исфинансираат. Тоа може би некои екипи имаат, меѓутоа оние долниот дел на табелата и немаат средства и немаат ниту мотиви да го направат тоа. Вие целта ја остваривте за оваа сезона, обезбедивте опстанок. Една генерална оценка за сезоната која што току заврши. Па добро, да, сезоната предвреме заврши, како што знаеме поради задолжителните ПЦР тестови. Она што беше цел пред почетокот на сезоната, кој го дадовме како раководство, беше опстанокот. Пласмав меѓу првите 8. Од овој аспект гледано, целта ја остваривме. Се пласиравме на 7-мо место завршно на табелата. И до година ќе играме во таа единствена прва лига и целта генерално е освоена. Дали сме задоволни? Секако од самиот цел, остварување самата цел, сме задоволни. Меѓутоа имаше и некои пропусти, недостатоци кои доколку сакаме да имаме шампионски тим, треба да се отстранат. Се надеваме дека за идната сезона сето тоа што е како недостаток ќе биде отстранато. За вас како раководство беше прва сезона во женскиот фудбалски клуб Љуботен. Доведовте неколку интернационални засилувања, донесовте квалитетни фудбалерки и од Македонија и од другите градови. Колку тие ги оправдаа очекувањата? Целта ја постигнаа, меѓутоа од она што го одиграа на терен, колку овие фудбалерки можат да бидат носители на играта за наредна сезона? Па добро, значи моравме да донесеме засилување. Ситуацијата во клубот која го презавме беше таква која што сите знаат. Клубот минатата полусезона беше на последното или предпоследно место на напечатен збор. Со сите знаеме каква го разлика, што каква беше состојбата во клубот. Пред почетокот на сезонот двете најквалитетни играчи може да се каже што беа во клубот, го напуштија клубот и клубот беше просто оставен на милост и немилост на поединци. Кога дојдовме ние кога го призвавме клубот, вративме и на девојките што беа затекнати во клубот и на сите поддржувачи на клубот дека клубот ќе се издигне тоа сивило и тоа го постигнавме. Околу новите засилувања, да, донесовме две македонски репрезентативки, една младинска репрезентативка, 4 странски засилувања, две бразилки, една србенка и босанка. Горе-доле целта бидејќи остварена и ние сме задоволни од нивното. Не, можеби не се, поготово странските засилувања, можеби не се тоа што сите се надеваа дека ќе бидат, и ние како раководство, меѓутоа она за која што беа доведени да го избориме опстанокот, тоа и го постигнавме. Како така успешно за идната сезона плановите се малку подруги и засилувањата ќе бидат подруги. Црна дамка на оваа сезона остави оној надпревар во Велес, кој што се покажа воедно дека ќе биде последен во оваа тековна сезона, како бомба одекна во јавноста дека женска фудбалска екипа е нападната на првенствен надпревар во Велес. Колку ова може да влијае кога ќе се јавите кај некоја фудбалерка од странство, а од балканските простори, од бивши југословенските простори, да сакате да ја доведете во Љуботен, колку ова негативно ќе се одрази на разговорите? Негативно за странските уште немamo фидбек, затоа што пред неколку дена беше објавен прекидот. Ние официјално пред неколку дена беше објавен прекидот на првенството и бевме во фаза на мируење. Значи од самиот прекин, после тоа да речеме од наредна недела ќе се впуштиме во формирање на екипата. Имаме некои размислувања, планови кој како, кој играч би довеле, меѓутоа се тоа оставаме да покажеме работа, дали ќе успееме да доведеме какви се засилувања и сето тоа. Фидбекот се надевам дека нема да биде лош, затоа што да го наречеме еден изолиран случај тоа што се случи во Велес. Пополаку се смирува атмосферата и проаѓаме кон фудбалското.
ние не сакаме ни да го напоменеме тој случај дека се воопшто се случи, затоа што кому и да кажете дека нешто такво се случува, знаете реперкусијата нема да биде како што треба. Нема да гледа како што треба. Затоа се надевам, мислим и се надевам дека сето тоа нема да влијае во текот на понатамошниот тек на нашето заселување. Дали веќе имате представа кои фудбалерки ќе останат, со кого ќе се преговара, бидејќи природниот рок започнува за 15 дена од денес? Единствено од овие се надеваме, значи од постојниот играчки кадар, од странски заселувања, дефинитивно од завршна фаза на преговори со Анџела Милановиќ и она, да не речем 100%, 90% ќе остане во нашите редови. Останите странски заселувања се пуштени, значи ослободени се од врските. Во една српска интернационалка репретивка на Србија сме у завршна фаза на преговори, со другата се водат некои преговори, значи со две странски заселувања више водиме преговори интензивно. Од домашните имаме амбиции, се уште немаме остварено контакт со ниједна, почитувајќи ги противниците и знаејќи дека уште не е завршено сезоната, од пред некој ден официјално, немавме активни планови, имаме секако, меѓутоа активни преговори со ниједна се уште не сме водели. Од нашите се разбира преден план ние да ги зачуваме двете наши македонски репрезентативки и од играчкиот кадар заедно со раководството и стручниот штаб од постојниот играчки кадар ќе видиме што ќе остане, што не. Значи се уште од тој аспект кој како ова што е сигурно е дека Анџела Милановиќ сигурно не е сигурно, меѓутоа преговорите се во завршна фаза. Ќе остане другите три интернационалки се пуштени, се веќе две се веќе во своите држави, едната за некој период заминува, така да тоа е тоа од што се однесува до странски заселувања. Го спомена стручниот штаб, тука дали ќе има промени или останува се исто? Се уште нема можам ништо да кажам конкретно. Се уште со управниот одмор сме во фаза на договори и преговори и амбициите. Значи, зависност од тоа како ќе ни биде амбициите, така ќе биде и поставеноста внатре во стручниот штаб на клубот. Кога мислам стручен штаб, тога се подразбира младинска школа, сениорскиот тим, координатор на младинска школа и сите останати тип кои што подразбираат еден фудбалски клуб. Не стручен штаб, не го земам сега конкретно само првиот тим. Тука комплетното тренажен процес од најмладите па до најстарите највозрастни. За следната сезона, кои би биле амбициите и целите? Како Да се обезбеди само опстанок во таа ново формирана прва лига со 8 екипи или можеби атак и на некоја повисока позиција? Според нашите размислувања и оно што го водиме како клуб, доколку имаш амбиција да имаш опстанок во екипа во надпреварување каде што имаш само 8 екипи, па да не речем пишан си за да испаднеш. Значи секогаш на такво мал број на екипи амбицијата треба да ти биде атак на шампионската титула. Такво не е размислувањето. Секако дека кога го преседовме клубот, раковме дека прва цел ни е опстанокот, втора цел ни е излез во Европа. Она што првата цел е исполнета, што значи од нашата мисија половина од патот е изоден. Сега имаме оној потешкиот. Половина пат потежок, тоа е атакот на титулата, шампионската титула. Да, ќе биде тешко. Има и други квалитетни екипи во Македонија, меѓутоа поставеноста во клубот и размислувањата на сите што сме во клубот е тоа, дека атакот на шампионската титула мора да биде заради тоа што со самиот атак амбициите и мотивот и кај на раководството, и кај играчите, и кај стручниот штаб е поголем. Нема мотив ако му кажеш на некому дека ние ќе се бориме за опстанок. Прво, немаш ние како раководство, опстанокот никогаш не ни бил мотив. Значи, секогаш е мотив да идеш на титула на шампионска лига, Европа и со ред, скалило по скалило. Јовановски своевремено играше фудбал во Тетекс, потоа беше фудбалски судија, значи беше во машкиот дел најпопуларната игра на светот. Сега си во раководството на една женска екипа. Што е поинтересно, што повеќе те влече? Поинтересно, што? Значи, многу потешко е, значи бев во мушки играв
татко ми беше долго време во ръководните структури на мушки на ФКТ, така да она што го гледав, да, беше тешко да она што го води, меѓутоа верујте, потешко од женски фудбал ја мислам дека нема. Значи сум гледал татко ми како ръководи, сум бил активно учесник у тие да кажем преговори, договарање играчи, тренери, тренинзи и сите останато и било релативно тешко, но релативно лесно. За разлика од тоа кога дојдевме како ново раководство клубов, мислев дека е исто. Значи ја така ги поставив работете дека мушкиот и женскиот фудбал се исто, меѓутоа реалноста е сасема подруга. Значи женскиот фудбал, водењето на женски фудбал е предизвик, е интересна работа, меѓутоа кој не видел нема да дознае дека далеко потешко од мушкото. Јовановски, ти благодарам за гостувањето во Спортски преглед и ви посакувам многу успех следната сезона. Благодарам и на вас, како медиум, што се интересирате поготово за женскиот фудбал. Ретки се медиумите кои се интересираат за женски фудбал, чест ние што имаме таков медиум баш во нашиот град.